Десетина граѓани од Кочани ги добија решенијата за легализација на бесправно изградени објекти. Лично им ги врачи градоначалникот Димитровски на приемот што го организираше во локалната самоуправа. При тоа рече дека постојано се работело на решавање на поднесените барања за легализација, а во последните 2 седмици позитивно биле завршени вкупно 33 пријави. Во наредните денови и останатите сопственици на вакви објекти ќе ги добијат документите со кои се официализира нивното постоење, со што општината и понатаму ќе останела меѓу поефикасните во државата во поглед на завршувањето на постапката. Заклучно со август месец 2011 година имавме добиено 5988 пријави за бесправно изградени објекти, од кои се решени преку 3200 или околу 54%. Само 42 пријави се решени негативно, односно немало услови да се легализираат, додека остатокот ќе бидат во постапка, и затоа апелирам до нашите сограѓани да ги комплетираат документите пред се со изработка на елаборати, како би можеле нашите служби да ги решаваат поединечно секој предмет по предмет. Димитровски потсети дека тече дополнителниот рок за пријавување на бесправно изградени објекти, чија градба била завршена пред месец август 2011 година, поради што ги повика сопствениците да достават соодветни пријави. Во последните 3 месеци биле примени уште 581 такво барање, за кои ќе се поведе постапка за легализирање. Граѓаните кои ги добија решенијата за легализација искажаа задоволство што по подолг период нивните бесправно изградени објекти се стекнуваат со легален статус. Јас сум овде во името на мојот другар Никола Христов, кој што 40 на години живее во Австралија, и неговата куќа легално изградена, но кога било снимањето, никој не го известил дека има снимање, дека треба да биде пријавена во геодетска управа, и неговиот имот, неговата куќа, која што на улица Лјупчо Санто, се водеше како државно земјиште. Тој ми даде полномошно, јас ги поднесов сите документи, така што благодарение на оваа иницијатива, куќата е сега легализирана официјално. Наставник за дедо ми у Кочани, у години слабо слуша, слаб е со ушите и го застапувам. Има изградено негде околу 24 квадрата бесправна просторија и благодарение на прописо, на законо, сега е легализирано, уведено у катастарската книга. Според податоците од општинската администрација која работи на легализација на објектите, најголем број од досега поднесените барања, односно околу 85%, се за објекти што се наоѓаат на територијата на градот. Доколку за останатите што се изградени пред стапувањето во сила на законските одредби не биде поднесена пријава, ќе мора да се применува одредбата од Законот за градење, односно истите да бидат срушени од страна на надлежните урбанистички служби.